Повелата, наставничке. Добро утро. Добро утро. Расположени ли сме за учење? Секако. Да, почнуваме со вториот час, тоа е час по математика за прво одделение. Да видиме за што станува збор. Само да ја уклучиме, да, и да ја пуштиме на слайдшоу. Одлично. Симетрија и линија на симетрија. Прво да видиме што е тоа симетрија. Овде имам неколку форми кои што учениците од прво одделение сигурно ќе ги препознаат. Например, го имам овој триаголник. Така. Сега вели што е тоа симетрија. Овој триаголник ќе го превиткам точно на половина. И кога ќе го отворам, ќе видиме дека тој е поделен, вака ни биде појасно, е поделен на два еднакви дела. Тоа значи, оваа линија нарекуваме линија на симетрија, која што го дели триаголникот на два еднакви дела. Така. Идеме следната форма, имаме едно квадратче, исто така ќе го превиткаме на пола, ќе го отвориме и ќе видиме дека и тој е поделен на два еднакви дела. На два еднакви дела, што значи дека квадратчето и триаголникот имаат се симетрични форми. Имаме сега овде, например, едно исто така триаголниче. Во средината има линија, испрекината линија. Ќе го превиткам триаголникот точно по таа линија. Ќе го отворам, но сега ќе видиме дека овие две делчиња не се баш еднакви, така, и тоа значи дека ова триаголниче, за разлика од ова, кој што двете делчиња му се еднакви, ова триаголниче не е симетрично. Понатаму имаме овде една убава пеперутка. Тоа што можеме да го забележиме е дека од двете страни има по 3 звездички. Која ќе превиткаме на пола, таа се гледа како во огледало. Значи, симетрија значи, која ќе превиткаме формата, освен што треба да биде поделена на два еднакви дела, од двете страни треба да има и исти шари. Да. Ајде да ја видиме сега оваа, например, пеперутка, исто, значи, освен што треба да се да биде на два еднакви дела поделена, многу е важно шарите да бидат исти. Дали се овде шарите исти? Не е исти. Кога ќе се погледна вака како во огледало, добиваме различни шарички, што значи дека оваа пеперутка нема симетрија, односно не е симетрична. Потоа ќе ги видиме и другите форми, сега малку да идеме со презентацијата. Еве овде една пеперутка, има оваа линија, нарекуваме линија на симетрија. Таа е секогаш точно во средина. Значи, точно во средина и ја дели пеперутката или некоја форма друга, но точно на два еднакви дела. Шарите се подеднакво исти од двете страни. Вели, ако повлечам една линија точно во средина на фигурата, тогаш ќе ја поделам фигурата на два еднакви дела. Едниот дел ќе биде ист како другиот дел. Тоа е симетрија. Ја гледаме буквата А, линијата на симетрија, која што ја дели на два еднакви дела. Смајли, кој што исто така е поделен на два еднакви дела, и овој триаголник, кој што линијата на симетрија, која што се наоѓа секогаш точно во средина, го дели на два еднакви дела. Линијата што ја повлеков, односно оваа е таа линија, ја подели фигурата или формата на два еднакви дела. Се вика линија на симетрија. Значи, она што е важно да го научиме денес е што е тоа симетрија. Значи, симетрија кога некоја форма може да се подели на два еднакви дела и линија на симетрија е онаа линија која што секогаш се наоѓа во средина на формата. Еве овде имаме и некои други формички кои што може да кажеме, се симетрични или не? Па се симетрични.
се симетрични. Како знаеме дека се симетрични? Затоа што кога ќе се подели на две еднакви дела, се приклопуваат односно. Така е, исто како во огледало, кога ќе ги свртиме. Еве и овде имаме неколку примери, пример на јаболко, пример на пеперутка, срце, бубамара, стрелка, цвеќе, куќичка. Исто така е многу важно, гледаме дека од едната страна има прозорче и од другата страна прозорче, и вратата и кровот кој што е поделен точно на средина и авиончето. Сега, тоа што го кажавме со жолтото триаголниче, дека не е поделено на два еднакви дела. Вели, ако фигурата не можеме да ја поделиме на два еднакви дела, како што е во случај со овие две дрвца, тогаш велиме дека таа фигура е несиметрична. Ова дрво, бидејќи може да се, и двете се делат, но ова дрво има еднакви делови, а ова дрво има различни нееднакви делови, така. Едното е кул, едното не е кул. Симетрично и симетрично и несиметрично. Да запомниме, со преполување на фигурата ја добиваме линијата на симетрија. Значи, кога ќе поделиме фигурата, ја добиваме точно оваа линија. Таа ја дели фигурата на два сосема исти делови. Едниот дел е огледало на другиот дел. Линијата на симетрија секогаш се наоѓа на средина. Гледаме оваа линија на симетрија, но исто така има и оваа линија на симетрија. Расположени за решавање задачи? Расположени. Хајде да решаваме задачи. Пронајди го точното делче на секоја фигура. Дадени ни се неколку сликички, горниот дел и долниот. Треба да видиме која фигура од горниот дел е иста со фигурата од долниот дел. Ајде да почнеме од првата фигура горе. Комшите ќе се обидиш да ја бараме со која фигура од доле е еднаква. Последната и првата. Ајде да видиме. Така е, браво. Идеме втората фигура ја гледаме. Ајде Лина. Втората е со првата од вториот ред. Втората со со првата од вториот ред идеме оваа фигуричка е иста со втората, така. И последната, да видиме дали ни е се точно. Точно. Браво. Одлично. Истата задача, ги бараме фигурите. Првата идеме. Значи битно е да гледаме из шарите и како е положбата. Значи тоа го гледаме. Првата идеме со втората се согласуваме? Да. Така е. Втората со последната. Супер. Идеме третата фигуричка, има горе две точки црвени и сино во средина, па сигурно би било ова. И на крај да ја провериме последната, да видиме што добивме. Добивме браво. Одлично. Идеме понатаму. Погледни го внимателно секое делче. Пронајди го она кој е симетрично на првата дадена фигура во секој ред и штиклирај. Ја гледаме првата дадена фигура и гледаме со која од овие ќе ни одговара. Со втората. Така, кој е делчето кое што ќе ја направи целата фигура. Идеме штиклирано, имаме една половина од звездичка, ја бараме значи звездичката и ја најдовме третото. Го имаме срцето, кај ни е срцето? На крај. Првото и последното. Да го споиме. Одлично. Идеме четвртото, листот е со првото. И на крај имаме детелинката, ја бараме детелината, таа е четврта поред. Трета. Точно така. Добивме браво, одреди дали е правилно нацртана линија. Сега во оваа задача треба да одредиме дали е правилно нацртана линијата на симетрија. Одговори со да или не. Во првата форма, дали е точно поставена линијата на симетрија? Не. Не, зошто не, бидејќи таа треба да биде точно на средина, што значи овде е одговорот не.
втората форма гледаме дека на триаголникот линијата на симетрија е ставена точно на средина, што значи дека одговорот овде. Да. Идеме третата форма, линијата на симетрија е точно во средина и ја дели на два еднакви дела, што значи дека е да одговорот. Третата е да одговорот. Четвртата е да. Петата е да. Петата е исто така да. Шестата е не. Дали ни се појави? Пред време, добро, зашто не е шестата, затоа што линијата треба да биде хоризонтално линијата така, на хоризонтално да биде, односно легната, ќе кажеме, биде линијата, за да има линија на симетрија. Следната е да, и последното кругчето не е линијата поставена точно и затоа одиме со не. Дали ни е се во ред? Браво! Буквата, кои букви може да се поделат на два еднакви дела. Исто како и кај сите други форми, така и кај буквите може да ги поделиме на симетрични и несиметрични, тоа е оно што го учиме. Буквата Б, дали е симетрична? Не е симетрична. Не е симетрична. Го гледаме тоа бидејќи не се исти делчињата, а ја видиме што ќе каже. Не е. Буквата П е симетрична. Симетрична. Буквата Ц не е симетрична. Не е симетрична, заради ова делче овде. Идеме следната буква С. Е симетрична. Симетрична. Гледаме ка линиите на симетрија ни се поставени и вертикално, односно исправени, и хоризонтално или легнати. Г не е симетрична. Не е симетрична, така. И М е симетрична. И М ја имаме, која што е симетрична, да. Проверка. Идеме на следното. Помогне му на дрвцето да си ја најде својата половина. Во горниот дел гледаме неколку различни дрвца кои што си ја бараат својата половина. На првото дрвце растат јаболчиња. Каде во долниот ред го гледаме јаболчето? Второто. На втората, ајде ја провериме. Така е. Следното ни се круши. Каде ги гледаме крушите? Третото. Ајде. Тоа е. Yes. Следното се цреши. Да ги пронајдеме црешите кај се. Ке ми помогнеш кој да? Секогаш. Кај ни избегале црешите, па и тие симетрични? На крај. Еве го на крај и ни остануваат уште сливите. Ајде да ги провериме одговорите. Ете ги споени одговорите. Значи го имаме јаболчето, крушка, цреши и сливи. Одлично. Одлично. Сега, симетрија со математички форми. Знаеме дека децата многу сакаат да се играат со коцки и на овој начин, со поставување на еден линијар во средина на маса или на лист, како сакат, го поставуваат линијарот и почнуваат со редење на формите. Една па друга и гледаме дека добиваме симетрични фигурички. Да. Еве уште еден пример како би можело тоа да се постави. И на крај ги имаме симетрија со лего коцки. Сакате ли да си играме малку со коцки, да правиме симетрија? Може? Може. Добро, тука има неколку коцки. Сега како ќе почнеме? Тргаме малку на страна, така. Имаме ова. И сега почнуваме. Ева да речеме, Ето ставиме така. Ако се постави таа таму сино, јас од оваа страна ќе ја поставам тука. Ајде ќе ставиме вака црвенки. Супер. И портокаловко. Да, малку зелено. Еве, овде ќе ставиме. Овде не може да ставиме затоа што немаме пар. Немаме пар, точно. Добро примете. Немаме така. Немаме пар, пратам јас. Знам дека Еве, сега Некој сака така да ги си игра со ставиме коцки? вакви портокали.
бокалови. Црвено и сега да, значи мора да внимаваме од двете страни Да бидат ни исти се формите исти формите и боите, да, така? и боите. Така е, да. Многу е важно да биде како во огледало. Земи зеленко стави. Ето така. Имаме зеленко вако, па вака да му ставиме две жолтки Браво, и супер две сте. сини. Ова трансформер роботот. Да. Се гледа. И имаме две зеленки имаме Еве една овде. жолта ќе ставиме. Овде има жолтки. Може овие две жолти тука. Тука една вака жолтки да ставиме. О, овде исто може ше. Ето така, жолтките. И уште нешто да видиме што имаме, што можеме да го... Ево овака го имаме тука, можеме да го... Одлично, браво Лина. Така. И па толку има еве уште ова и мислам дека веќе немаме... Така е. Да. Ево и овака да ги ставиме. Ви се допаѓа формата? Нашата форма, ова е... Ова е најкул форма. Ми се допаѓа? Се вика кул. Сега, да им додадеме една домашна задача на првачињата, да си играат со нивните коцки и да си прават вакви симетрични фигури. Исто така, може да си ги испробаат кој од дваде формите кои што ги имаат учено, може да дадат симетрија, односно да ги поделат на две еднакви делчиња. Тоа би било тоа. Одлично, завршуваме со часот на славичка. Завршивме, тоа е. Одиме со следниот час.